Добар ден, мили мои луѓе. Добре дојдовте во мојот канал, повторно Live with Grandma. Денеска ќе ви направам една штрудла со ореви, со мармалад, како сакате. Не излегува една, туку излагаат 4 штрудли. За тоа ви е потребно 1 кг брашно, 170 грама путер, ја ставив, 250 мл млеко, 4 жолчки, еве ги жолчките, 4 жолчки, една лажица голема, квасец, претходно го замесив со 2 лажици брашно, една лажичка мала шеќер. Сега треба да додадеме прстофат сол, сол малку да додадеме, пошто во секое тесто, без разлика на дали е солено или благо тесто, мора малку прстофат сол, малку ќе ставиме вака на прстите. Ете малку вака. Да поросиме. Имаме 4 лажици исто, што оваа големина, 4 со шеќер. Еве сега ќе ставиме 1, 2, 3, 4. Завршивме со тоа. И реков имаме 4 жолчки и 1 цело јајце. Еве ќе го ставам. И сега треба да нарендам кора од лимон. Претходно лимонот ми е ставен во сода бикарбона од вечер. И сега малку да изрендаме. Уште малку ќе. Некој обожава, некој не, ама најубаво додека има малку, нели? Подобро е додека и што има. Доволно мене ми се чини да има малку укус, пошто ќе има. Ете така. Лимон ќе го ставам тука. Добро да ја соберем кората. И сега ќе замесиме едно убаво тесто. Значи имаме 4 жолчки, 1 цело јајце, килограм брашно, 250 мл млеко, 4 лажички шеќер, лажици големи што цркам, извините, кора од 1 лимон и 170 грама путер. Видиш, сега, например, ќе треба, затоа ви рекол претходно еден ден кога месува, некојаш брашното зема повеќе, например, ќе ти треба течност отколку што треба, пошто не се свите брашна исти. Така да ова доволно му е све. Ќе излеза многу убави ролати, ќе видите тоа во стапката, а лабелките ќе ви бида потребни, затоа сачувајте ги. Веа, точно ми е за све ова сега. Значи, пак ќе ви повторам. За оваа штрудла потребни ми се килограм брашно, 5 жолчки, 1 цело јајце, 4 лажички шеќер, 170 грама путер, 250 мл млеко и кора од лимон, прстофат, сол тоа и квасец, една лажица, ступена лажица. И сега ќе го продолжам да умесам на оваа површина, само да јас сум маличка, малку пониска жена, па полесно ми е кога тестото ќе го изработам овдека. Видете како убаво жолто е. Претежно ако имате вие
домашни јајца некој. Преубрави штрудли, 4 штрудли ќе ви излаѓам. Ќе искочат 4 штрудли. Ќе ви покажем на која постапка. Затоа треба да го изгледате видеото до крај. Ќе тури малку брашенце има тука. Ви реков, секој тесто треба добро да се изработи. Мои домачинки мили. И ова може да го употребите, да ставите на вашите трпези. Може да ја направите, реков, комбинована. Има две направите со мелени ореви, две со джем штрудли. Значи не е ова една штрудла. 4 парчиња штрудла искача. Јас секој тесто ваке добро го изработувам, подобро и за тестото. Уште малку тоа и ќе го пак малку брашенце, само малку. И сега ова, вака убаво изработено тесто, ќе го вратам во ванглата и ќе го оставиме да кисне. Се остава да кисне. Потоа ќе продолжиме со постапката. Да земам една крпа да го покрием. Така ќе постапиме. Но постапката ќе гледате како ќе изработам. Еве, мили мои, после 40 на 45 минути тестото стасало, но по мое, например, ја така го работам, така го изработувам. Сега ќе го измешам. Вака ќе го измешам, гледате колку пораснало. Ќе го измешам како сега, еве да сум го месила. И ќе го оставам уште еднаш. Вие може да правите сега, например, доколку немате време, може да ги изработувате сега, таа постапка, ама ја ќе го оставам уште еднаш да поиде. Пошто поубаво е тестото, секогаш кога 2 пати кисне, но доколку немате време, не е потребно, например, да мура 2 пати, ама повторно го оставаме да втаса. Сега ќе втаса побрзо тестото. Па ќе изработуваме. Еве, мили мои, дојдовме сега со тие 5 белки што ви кажав, оставете ги настрана. Ќе ги ставиме овдека сега. И ќе треба да ги збиеме со 5 лажици шејќер.
од тие што стававме шеќер, сега ќе ставиме прво 1, 2, а другиве 3 ќе ги додадам сега матејќи со миксерот. Значи треба да ги снег од белки да направиме. Додадеме пак шеќер, ставивме 2, уште 2. Уште 2 лажици. 1, 2. Готово. Значи 4 лажици шеќер. Готово. Сега во овие изматени белки ќе додадеме мелени ораси. 250 грама мелени ораси. Јас имам тука со мелени. И ќе мерим со мојата чаша. Имам измерено. Точно доаѓа. Многу доколку сакате да биде погусто. На ова што е, јас мерам со нејзе. Верувајте, и брашно сум пробала, исто оваја чаша. Ете, 250 грама ораси мелени. Да видим ако е потанко, ќе додадем уште малку. Нека треба да биде некојаш, може и зависно, знаеш, ако сакате погусто да биде месата, ја ќе додадем сега уште, чекај да зенем со лажичка мало да додадем. Зашто верувајте, некојаш за толкава количина не е доволно цврстина. Нема. Ќе ги турам овие све. Ете, уште малку ќе додадем ораси, уште малку. Во оваја белка, во белките, извинете. Вие може, доколку сакате, може само джем да ставите, отидна околу 300 грама ораси мелени во 5 белки. Ете, вака смесава сега ќе оставиме. Да ги собереме орасите мелени. И тоа. Сега да ги измијам рацете и ќе почнеме со размислувањето.
сега, книга да се напише. Ќе задржам книгата, ќе ми се... Ќе земеме сега една тепсија. Одоцелна на тепсијата, коцкаста тепсија, ќе ставим зејти во спрејто, ајде ставено, и ќе обложиме со хартија. Хартија за печење, вака. И ќе работиме сега. Земеме сега од тестото. Да го врзиме од Еве, ви кажам, ова е вториот пат. Вториот пат колку е пораснато тестото. Гледате? Видите, тоа е воздушесто тесто. Сега тоа тесто треба да го поделиме на 4 дела. Јас ќе направам вака. Ете, на 2. И сега од овие 2 на 2 ќе направам. Ете вака. 4 делови ќе направиме. 4 делови, евеки. 1, 2, 3, 4. Сега секој еден дел го земаме, го расучуваме во триаголна форма. Ете го сега, овака. Ќе го засучим со малечко сукалце. Овде брашното ќе го ставам. Ова брашното што е малку жилаво брашно и сака, видевте мерата колку точно ми стигна кога ја сега пак вака. Ќе направиме една правоаголна форма. Пробајте, нема да зажалите, уверете се во секој квалитет. Пак ќе се врати формата, распад малку, ама формата си останува иста. Значи, еве, направивме една правоаголна форма по правоаголна форма вдека. Уште малку да е. Ма дојде како коцка. Али нема веза. Сега ќе земеме од филот што е со белките, да земам само нешто за размачкување. Филот што е со белките што го правев, сега ќе земеме, ќе
намачкаме кората. Од филов со ораси и вилки. Вака ќе намачкаме кората. Ќе распоредите на секоја страна. Ето вака. Уште малку. Да има свегде распоредено од филот. Ете вака на крај не ставаме многу, пошто ќе ја виткаме. И сега треба, пошто верувајте не е доволно благо, иако има толку шеќер, ќе земете со рака, ќе распрскате по кората, вака, ќе земете и со раката, надораете вака, помалку. Не многу зависи, пошто верувајте тоа што ставам и јас му ставам не е доволно благо. Ете, толку. И сега ја виткаме корава во ролат. Значи, вака идемо полека. Уште вака малко растегнувам. Дека не мора до крај да ставате од филот. И сега ставаме вака. Ете, ќе добиете еден ваков ролат. Ете. И ќе го ставиме во... Ете, вака ќе изгледа. Сега ќе направиме уште други 3 вакви ролати. Еве, ќе продолжиме. Еве сега ставаме ова третиот со... Ова е, два направивме, ова е третиот ролат. Опало го мачкаме исто. Ете вака ќе измачкаме. Точно стига тоа за 3 ролати доаѓа со орај, со белките што се. И еден ролат штрудла, ќе речеме, доаѓа со джем. Ете гледавте како ќе идете до крај вака. Сепак ќе наросиме шеќер малку од озгора. Уште малку да изгребам, тоа нема многу, ама да го тоа што е да се собере овдека. Тоа ќе се спои. Еве ги значи 3
И идеме уште со последниот ролат со джемо. Доколку сакате, вие може да извадите, например, нови, ја верувајте, секојаш го правам вака последниот со джем, пошто си сакаме со джем, да се нашалим. Сакаме, стварно, обожаваме и со джем, да биде разновидни. Значи, пригодни се за великденските празници, пригодни се негде ако идете да понесете, пригодни се за црква, доколку сакате, за здравје било каде живеете негде, доколку се носи, за великден или некој празник. Толку е тестото гладко, мазно, убаво, но без да пробате нема да знаете, затоа ќе ви го повторам рецептот. Значи, јас сум таква по неколку пати ви го повторам, пошто доколку сакате, дајте некој комент, ја ќе го порака, ја ќе го напишем. Кило брашно, 250 мл млеко пресно, 1 лажица квасец, 4 лажици шеќер, 170 грама путер, особна температура путера, и значи 5 жолчки, 5 белки ќе ги чувате, и коричка од 1 лимон, доколку сакате. Некои ставаат рум. Ете, сега ќе направиме ние джем, сега ќе мачкаме. Ќе употребам тоа што правив. Джемот е домашен од сливе. Точно подсврз за ролат еден или штрудла, како сакате со джем, која се прави од истото тесто, што ги правивме предходните. Ето шири донеси джем. Печурките на тоа. Малку да донесем од джемо. Не ми стига. Взимам нова тегло. Сега ќе извадиме од што малку ќе ставиме и ќе го размачкаме тоа. Мислим дека е доволно. Ето што малку. Толку доволно е. Тоа ќе се при самата температура внатре джемот ќе се размачка и доволно ми се чини ова е вака да ставиме. Сега исто ќе го завиткаме како рола и ќе го ставиме да поиде.
И сега ќе ставиме во тепсијата четвртата од деја. Ете, тој на крајот, еве, драги мои, како изгледаат сега сите 4 ролати. Доволно се големи, ќе ги покрием сега да појдат да втаса. Па кога ќе биде за печење ќе ви покажем. Еве, сега, значи, штрудлата се втасани, тие ролатите. Сега врелната ми е уклучена на... Ќе дојде негде на 180 степени, но пред печење треба да ги бацнете со чичкалица на неколку места, така да се пробуша. И ќе ги печеме негде 45 минути. Вака ги избацкувам на неколку места. Тоа воздухот што е да излези. Вака. На неколку места ќе ги пробушиме. И ги премачкуваме со разматени 2 жолчки. Вака, дозгора ќе го премачкаме. Ќе ги ставиме да се пече вака намачкани. Може во почетокот 180 степени да биде и после некои 15 минути да ја намалите на 150 до крајот на печењето. Кога е печена, еве вака треба да изгледа. Кога е печена, ќе ви ја покажем како ќе биде, како ќе изгледа ствари. Ете вака, ја намачкавме со жолчка. Па ќе видиме на крајот, драги мои. Сега ја носиме на печење. Мили мои, еве ги, еве ја штрудлата со ореви и со джем мармалата, доколку, еве гледате, ја првин се печеше на 180 степени, потоа ја намалив на после 15 минути на 150 степени. Сега е уште врели, се знаете да ги разбам, затоа кога ќе се оладат, ќе го направам тоа. Затоа, мили мои, доколку ви се допаѓа оваа штрудла или оваа моја изработка, притиснете лайк, споделете ga, притиснете исто subscribe, ништо нема да ве кошта, а мене ќе ми значи. Ме охрабрувате за понатамошна работа. Ве гушкам и се гледаме. Чао, чао!